Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Централен дневник во 19. Вечерва гледаме. Расте бројот на лица кои бараат медицинска помош. Во Гостивар прогласена епидемија. Македонија во топлотен бран. Километарски колони кон Грција. Реформската агенда и денеска дневно политичко мени. Производители, дистрибутери и владата утре седнуваат на маса. Зошто растат цените? Европа над 45 степени. Црвен аларм во Италија. За состојбата во Гостивар, што покажуваат анализите, дали водата е единствениот извор на зараза, за одговорноста, кои се приоритетите на новиот министер за здравство. Во тема на денот гостин Сашо Клековски. Добро вечер, останете овде, почнуваме веднаш. Во Гостивар е прогласена епидемија, откако и денеска се регистрирани нови случаи кои побарале лекарска помош. Анализите продолжуваат, но сите аспекти упатуваат на тоа дека причината е градскиот водовод. Прогласена епидемија на заразна болест во Гостивар. По 6 дена откако почна напливот на болни со стомачни тегоби. Центарот за јавно здравје по препорака на ИАЗ донесе ваква одлука поради зголемување на стапката на заболени лица и се уште големиот број на гостиварци кои бараат лекарска помош. Мерките за контрола и превенција се цело време активни. Она што би се дополнително добило со преку пријавувањето на епидемијата е подобра координација и комуникација на сите чинители, односно на сите надлежни институции. Изминатото деноноќе е имало 204 прегледи на инфективното одделение, при што 3 лица се хоспитализирани. 140 прегледи на педиатриското одделение, од кои 105 нови и 35 контролни, како и 9 прегледи во ургентниот центар, соопштија од Министерството за здравство. Од Гостиварската болница вела дека од 13 до сега на преглед били 1500 граѓани, иако според пишувањата на социјалните мрежи, бројот на лица кои имаат симптоми е многу поголем. Епидемиолошки тимови досега направиле само 60 анкети, додека пак доставени се 140 формални пријави на заразна болест. Побара од граѓаните да соработуваат и да одговараат на повиците на надлежните. Досегашните епидемиолошки анкети покажуваат дека нема некоја меѓусебна поврзаност, ако очекуваме нешто како да имало, труење на храна во некој ресторан или кафуле или било што, досега таква индиција нема. Она што е заедничко за сите е дека сите користеле храна и во домашни услови и во ресторани, сите користеле вода за пиење, некои користеле и флаширана вода, значи не ни даваат некои индиции во кои што можеме да направиме просторно поврзување на случаи. Утре треба да бидат готови анализите од земените примероци на вода, пошто ќе се знае што е причината за здравствената криза во Гостивар и зошто голем број граѓани завршија со хоспитализации, инфузии и стомачни тегоби. Од Гостиварската болница ќе разговараат со надлежните и дали ќе има потреба од дополнителна помош на здравствени установи, ако продолжи напливот на пациенти. Водата од чешмите е забранета за пиење, а локацијата на вруток и натаму е обезбедена, велат од обвинителството. Основното јавно обвинителство Гостивар е во постојана координација со Институтот за јавно здравје, каде по наредба на јавен обвинител се вршат анализите и испитувањата на квалитетот на примероците вода од Гостиварскиот водовод. Додека трае забраната, од Институтот за јавно здравје им порачаа на граѓаните да ги почитуваат препораките и да не ја користат водата од чешмите за пиење и за приготвување на храна. Сања Димитровска, Сител телевизија. А владата донесе одлука интервентно да обезбеди по 50.000 литри бесплатна вода за пиење дневно за граѓаните на Гостивар поради состојбата со водоснабдувањето во градот. Мерката ќе се спроведува од денеска и во наредните неколку дена со цел да се обезбедат основните потреби на населението, додека траат мерките и препораките на надлежните институции. Дистрибуцијата на вода ќе се врши преку службата за општи и заеднички работи на владата на 7 пунктови во Гостивар. Од владата информираат дека надлежните институции продолжуваат со интензивните контроли, анализи и истражни действија за утврдување на причините за настанатата состојба. Очекуваме целосно расчистување на случајот, а секој што ќе има утврдена одговорност ќе сноси одговорност
Согласно законот, апелираме до граѓаните да ги почитуваат препораките на надлежните институции и информациите да ги следат исклучиво преку официјалните канали, велат од владата. А пошто плотниот бран, паралелно и шпицот на граничните премини, особено кон Грција. Каква е состојбата и кои се препораките? 7 ленти не се доволни за да се намалат гужвите на граничниот премин со нашиот јужен сосед. Колоните на Богородица се километарски, а патниците се заглавени со часови, покажуваат надзорните камери. Граѓаните се револтирани од чекањето на високите температури. Дека летната сезона е во полнек, покажуваат и податоците на МВР. Од 17 јули до денеска на Пладне, преку граничните премини Табановци и Богородица, од државата излегле скоро 80.000 лица, од кои 18.379 се македонски државјани и 61.520 се странски државјани. Големиот број патници дополнително го зголемува притисокот врз граничните премини и предизвикува засилен сообраќај и подолги задржувања. Од страна на Министерството за внатрешни работи се превземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети за да се забрза протокот на патници, се разбира со спроведување на задолжителните гранични проверки. Поради топлотниот бран, тимовите на итната медицинска помош се со полни рад за работа. Викендов имале 9 колапси. Лекарите со апел до граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита. Задолжително кога излегува да носат летна облека, светла облека, значи капа, наочари за сонце и слично заштитен фактор ако е потребен исто да го нанесат во тој период, да пијат повеќе течности, 3 до 4 литри значи на вода во текот на денот, да внесуваат повеќе овошје, повеќе зеленчук и многу полесна храна, она мрсна, пржена и тешка храна. Во овој период реално за пациентите не се препорачува. Која најмала промена, дали е вртовлавица, дали губење на рамнотежа, дали зуење, било што да осетат, трнење на раце, на губење на снага на одреден дел од телото, веднаш да се јават кај својот матичен лекар. Така да значи течности внесување, да се пиде во жешките температури кога нели високи се температурите под сенка, климите исто така дома да не се држат на многу ниска температура. Високите температури ги засилија и пожарите. Денеска има 5 жаришта во околината на Штип, Битола и Василево. Топлотниот бран ќе трае до вторник, а веќе од среда се очекува пад на температурите и услови за силно невреме. Во четврток имаме едно преодно стабилизирање на времето со дневна температура која е прогнозирана во интервал од 27 до 33 степени, а во петок се очекуваат врнежи од дожд и значително пониски дневни температури. Габриела Лескова, Сител телевизија. Наред се минутите за тема на денот. Мој вечерашен гостин е министерот за здравство Сашо Клековски. Добро вечер. Добро вечер. Во Гостивар конечно прогласена епидемија. Каква е моменталната состојба? Во основа денеска во последните 24 сати имаме нови пријавени. Трендот не опаѓа, значи бројката се движи на околу 250 до 300 случаи дневно. Вчера имаше 100 на детскиот оддел и 160 на инфективниот оддел. Денеска имаме слична бројка на детскиот оддел и околу 200 на инфективниот оддел. Има луѓе што доаѓаат повторно на контроли, значи имаме контроли 35 на детскиот оддел. Започна со тоа дека денеска е прогласена епидемија и морам да кажам дека ние ги спроведовме сите мерки што се предвидени за епидемија пред да се прогласи епидемија. Јас обидов да најдам кога во Македонија е прогласена епидемија за хитична или алиментарна епидемија и не можев да најдам такви примери. Да, имаме прогласување на епидемија за морбили, за слични болести, меѓутоа не најдов за труење од вода или од храна. И оно што е многу поважно е дали ние ги преземавме мерките или не ги преземавме мерките. Мерките се преземени и во однос на здравствената реакција и во однос на упатствата за граѓаните како да постапуваат. Добро, критиките беа тоа дали треба да се прогласи или не вчера, но генерално што подразбира сега прогласувањето на епидемија? Во основа само подобрена координација меѓу институциите,
Повторно ние сите здравствени мерки и информации кон јавноста ги направивме без да биде прогласена епидемија. Значи во делот на здравствените мерки сите афектирани пациенти се прифаќаат во општата болница во Гостивар, ги имат сите неопходни лекарства во болницата со ротација на лекари од останатите оддели во болницата се покриваат здравствените потреби на загрозените таму. Во однос на истражувањата се прават неопходните лабораторски истражувања, се упатуваат пациентите на истражување на ФЕЦЕС, се земат сите неопходни анализи и се покануваат на епидемиолошки анкети. Бидејќи во основа мора да се воспостави врската помеѓу пациентите и со можниот извор на проблемот. Прво, каква е состојбата на луѓето? Има некои со покритично загрозено? Клиничката слика во основа генерално лесна, стомачни проблеми со диареја и повраќање, ретки со температура и со знаци на треска. Генерално сите се со дехидрација и во основа тоа што го добиват како здравствен третман е рехидрација, инфузија и терапија спрема симптомите што ги имаат. После примената инфузија се испуштаат дома, малкумина се задржуваат, ми се чини вчера беа 3 деца што се задржани преку ноќта, денеска се неколку возрастни пациенти задржани. И тоа се генерално возрастни пациенти со други болести, каде што заради предпазливост и дехидрацијата се задржани во болницата. Ако не имаме веќе 3 дена поред од кој веќе случајот излезе во јавност, од кој веќе 3 ден поред е практично забрането, нели, препорака да не се пие водата, зашто има нови случаи? Тие се резултат на покасно јавување симптоми или пак непочитување на препораките? Имав забелешки од коментатори зашто сум ме спомнал храната вчера на пресот во Гостивар. Значи, ние можеме да пристапиме со сите можности отворени, а не веднашка да прогласиме виновен. Значи, во демографијата и географијата на загрозените има од најмали деца до највозрастни луѓе, има од повеќе населени места кои меѓу другото користат и други водоводи, не само овој Гостиварско, например Чеган или Дебреша или други населени места. И поради тоа е неопходно да се прават тие епидемиолошки анкети, да се најдат работите. Јас реков дека гледајќи демографијата, гледајќи географијата, гледајќи бројката, се исклучува алиментарна инфекција. Значи, ние можеме да бидеме предпазливи, не да скокаме во заклучок. Ето тоа е проблемот. А бидејќи кога ќе скокнеме кон заклучок, нема да ги направиме неопходните истраги да најдеме навистина што се случило. Посебно што ово во Гостивар не е прв пат. 2017 има слична состојба со неколку стотици заболени и причинителите никош не се најдени. Значи, мојот настап беше дека спрема сегашните епидемиолошки податоци, храна како можност е исклучена, алиментарна гастроентероколит е исклучен. Значи, за да се потврдат другите опции, мора да завршат истрагите што ги води Институтот за јавно здравје. Имаме ли некакви првични податоци од анализата на водата? Не, утре ќе бидат дефинитивните. Повторно, се приоѓа со максимална сериозност кон проблемот и затоа не кеме да имаме избрзани заклучоци. А меѓутоа, има нешто што може да се сподели во јавност или не? Не. Значи, дополнително, бидејќи анализите на Институтот на јавно здравје се побарање на јавното обвинителство, во основа резултатите ќе ги соопшти јавното обвинителство. Добро. Да речеме, овој случај кој што е сега се поврзува со генерално со водата. Ваша анализа, ваша оценка и како министер, како човек, оној момент на приклучување на тие пумпи, можно ли да е тоа главната причина или некаква друга? И колку покасно сега од ова, ако се утврди хипотетички дека е тоа, таа вода нема да биде
корисна за пиење? Има некаква проценка за тоа Значи што веќе има препорака има веќе препорака таа вода да не се користи, сомнителните пумпи се надвор употреба веднашка чим е констатирана состојбата, меѓутоа повторно не би сакал да брзаме во заклучоци, бидејќи би сакале да имаме објективна истрага која ќе заврши со конкретни резултати. И ова не е тема за политичко препукување, имаше забелешки ако почнала на 13 зошто не сме реагирале. Видите, кога првите пациенти дошле на 13, инфектолозите во болницата не знаеле дека ќе има таква масовност. Они на 17 може да кажат, векајќи се наназад, дека најверојатно првиот пациент дошол нокта. Или имаше шпекулации дека јас сум изјавил дека не личело дека има услови за прогласување епидемија. Да повторам, не памтам за елементарна или хидична труење да имало прогласена епидемија досега. И второто најважно не сум го кажал тоа. Зошто не сум го кажал? Затоа што ниту јас, ниту некој друг, освен епидемиолозите, не е надлежен да прогласи епидемија. Не зборуваме за политичкиот момент на страна. Сега повеќе прашањето што ќе правиме понатаму? Владата обезбеди некој литража вода кој што е потребна тие луѓе. Колку време ќе остане тој водовод надвор од функција? Пациентите дали може да имаат некакви последици, граѓаните? Значи, покрај исклучувањето на пумпите треба да се направат воднени хорирање на цевководот, да не се добијат негативни проби на водата и биде гарантирана квалитетот и чистотата на водата. Така што за пиење таа вода ќе остане уште некој период неупотреблива и тука треба да се следат насоките од АХВ. Што значи дека ќе треба државата некој начин да помага таму? И локалните власти и државата. Нормално и локалните власти. Добро, меѓутоа морам да го кажам значи, јас како министар за здравство немам ниту една причина да ја прикривам состојбата во Гостивар. Немам ниту една причина да не видам за прогласување на епидемија во Гостивар. Само сакав да бидам екстра внимателен во постапките, бидејќи Гостивар е општина што има градоначалник од опозицијата и директорот на јавното комунално предпријатие е директорот од опозицијата. Не сакав некои наши постапки да влезат во доменот на партиски препукувања и да сакав да дадам време да се потврди што е објективната вистина. Има ли потреба тамошен здравствен центар од подршка од Скопје, лекари, дополнителни епидемиолози, други каква? Значи јас разговарав вчера и со директорот на општата болница Еми Бајрами и со директор на Центарот за јавно здравје. Они во моментот нема потреба од подршка, меѓутоа ја инсистирав да се зголеми бројот на анкети, бидејќи со 20 на анкети колку што вчера имаше направено, не е доволно за да ги поврзиме и објективизираме работите. Од денеска епидемиолозите од Институтот за јавно здравје се јавуваат на погодените пациенти за епидемиолошка анкета. Имаше информација дека не соработуваат луѓето. Да, уште еднашка од ИА земам податок дека од 60 побарани пациенти 30 биле спремни да одговорат на анкетата, 30 одбиле да одговарат. Уште еднашка за да Гостивар не биде секој 10 години или 5 години предмет на повторни епидемии од непознати причини, апелирам до сите гостиварчани да афектираните да се согласат на епидемиолошките анкети и да соработуваат со здравствените власти. Само така со една сеопфатна истражување ќе дојдеме до одредена разрешница. Мандат како министар го почнавте со епидемија, но сега прашам во следниот период, лето, кои ви се приоритети, што е веќе имавте предпоставам увид у тоа што е Министерството за здравство во моменталната состојба, кои се според вас критични точки, што е она што треба да се... Видите, не е тајна дека долги години здравството е во стагнација или во слободен пат.
Јас како министер се водам од владината програма во која се зацртени приоритетите. Оно што можам да го кажам дека ќе продолжам да се залагам за подобрување на пристапноста кон лекови, како во аптека, така и во болнички услови. Секако тука се владините приоритети за подобрување на физичката инфраструктура и техничката инфраструктура на јавното здравство и зголемување на бројот на здравствени работници и подобрување на условите во кои работат здравствените работници. Ние повеќе од 5-6 години сме со пад на број на здравствени работници во јавното здравство. И дури во 25 успеавме да го запиме тој пад од 18.000 се зголеми на 18.900 број на вработени, со вработени на првата група специализанти 300 и со договорците што се вработија. Во основа овие три полинија треба да бидат приоритет. Оно што е разликува министерската функција таа во фондот за здравствено осигурување се ваквите итни ситуации, не дека на пример во случај на трагедијата во Кочани фондот се исклучи од итноста и не реагираше. Така што овие ќе бидат приоритетите и можам да најавам во согласно со последниот приоритет дека се превршуваат подготовките за вратување на втората група на... Да, тоа да кажам, за специализантите? Да. Таму процесот беше заглавен нешто. Видите, значи, процесот не е само политичка волја, ние имаме политичка волја, потребно е усогласување на систематизациите и мечирање на потребите на болниците и специализациите на тие 300 втората група 300 специализанти. Кога може да се очекува? Тоа прекопување на потребите и понудата, условно да кажам, е во завршна фаза и се надевам дека наскоро ќе можеме да објавиме дека ќе започне реализацијата. Благодарам за гостување. Благодарам на поканата. Евроинтеграциите и денеска тема на политичка дебата меѓу власта и опозицијата. Реформската агенда повторно стана поле за политичка пресметка. Власта и опозицијата со меѓусебни обвинувања за тоа кој ги кочи промените и кој ја доведува во прашање европската перспектива на земјата. Од се да само обвинуваа дека премиерот испраќал контрадикторни пораки за реформската агенда. Повикувајќи се на најновиот извештај на Европската комисија за владење на правото, обвинуваа дека во земјава нема суштински напредок во реформите во правосудството. Нема реформи, нема независно судство, нема правда. Има политички притисоци, контролирано правосудство и обид за заштита на криминалот и продолжување на неказнивоста. Затоа ВМРО-ОКГ намерно го кочи пристапувањето кон Европската Унија. Европската интеграција значи посилни механизми за контрола, независни институции и вистинска борба против корупцијата. За левица, последниот извештај за владење на правото бил доказ дека корупцијата е вкоренета во најчувствителните делови на државата, додека владата се прикажува како првак во регионот по спроведени реформи. Наместо институции што го штитат јавниот интерес, комисијата опишува држава во која корупцијата продолжува да навлегува и во секторите од кои зависат животот и здравјето на граѓаните, стои во партиското соопштение. Реформската агенда ќе продолжи покрај опозицијските блокади врати од ВМРО-ДПМН. Според нив проблемот на СДСМ, Левица и ДУЕ е тоа што не може да поднесат уште еден реформски успех на Македонија, па затоа блокираат. Иако беа прифатени сите нивни барања, кои беа се само не суштински, тие договорот не го прифатија затоа што не можеа да прифатат дека Македонија ќе запише уште еден реформски успех. Со тоа испратија јасна порака дека за нив не е важно дали државата ќе ги исполни реформските обврски, туку дали тие ќе можат политички да профитираат од секој застој. Почитувани граѓани, Македонија ќе продолжи да победува. Реформите ќе продолжат без разлика на нивните блокади. Документот со исполнетите обврски од реформската агенда на 15 јули македонската влада го испрати до Брисел. За премиерот Мицкоски ова е доказ дека реформскиот процес се води одговорно и транспарентно, а во динамиката на реализација ќе бидеме далеко пред многу други и покрај блокирањето на изборниот законник. Ивана Соколовиќ најдова, Сител телевизија. Производителите и дистрибутерите утре на средба со министерот за економија ќе ги анализираат
цените, продажните и набавните цени на основните производи. Следбата е резултат на инспекцијските контроли кои утврдија пораст на цените. Продажните и набавните цени на основните производи ќе бидат во фокусот на состанокот што за утре го закажа министерот за економија Дурмиши со производителите и дистрибутерите. Новата рунда разговори следува по контролите на пазарниот инспекторат, кои покажале дека од мај лани до мај годинава набавните цени на прехранбените производи и средствата за хигиена пораснале во просек за 2,6%, додека продажните цени се зголемиле за 4,5%. Според Дурмиши, токму оваа разлика покажува дека дел од трговците ги зголемиле профитните маржи, односно не ги поевтиниле производите дури и кога набавните цени паднале. Но последната анализа за периодот март-јуни покажува поинаква слика. Набавните цени пораснале за околу 2%, додека на рафтовите зголемувањето било само 0,16%, што според министерот е знак за стабилизација. Додека се бара решение за цените на храната, ново поскапување се очекува кај горивата. Регулаторната комисија утре ќе ги објави новите цени, а премиерот Мицкоски вчера најави дека ќе има зголемување. Како причина ги посочи повисоките цени на нафтата на светските берзи и посилниот долар, но најави дека владата повторно ќе интервенира преку намалување на акцизите. Од СДСМ реагира дека мерката е задоцнета. Оттаму вела дека се е поскапено, а новото покачување на цените на горивата ќе донесат и нов бран поскапување на храната. Предлагавме намалување на ДДВ за храната, укинување на ДДВ за основните прехранбени производи, намалување на акцизите, замрзнување на маржите, зголемување на минималната плата на 600 евра и системски мерки за заштита на куповната моќ. Сите овие предлози Мицкоски и неговата влада ги одбија. Едноставно не ги слушаат барањата и потребите на граѓаните. Тоа не им е приоритет. Наместо превентивни мерки, наместо решенија, наместо вистинска грижа што е задача на секоја влада, Мицкоски го стави народот на чекање и на преживување. Граѓаните се уморни од најави и чекања, додека секој ден е нов ценовен шок. Од ВМРО ДПМНЕ пак вела дека СДСМ ја оставиле државата на рап на банкрот, со ограбени институции и осиромашени граѓани. Залудни се хистеричните обиди на СДС за креирање страв, паника и неизвестност кај граѓаните. Прес конференциите на СДС за создавање хистерија, за наводни ценовни шокови, скапотија, банкрот на државата веќе никој не ги слуша. 2 години поред викаат дека државата е во финансиски колапс и само што не банкротирала. Но еве, 2 години поред, владата предводена од ВМРО ДПМНЕ покажува како се консолидира економијата, со континуиран раст на БДП од 3 или на 3%, стои во реакцијата. Енергетската состојба ќе биде тема и во собранието. Пратениците утре по скратена постапка ќе гласаат за владината предлог одлука за продолжување на кризната состојба до 20 октомври. Како причина се наведени се уште присутните ризици во снабдувањето со нафта и нафтени деривати. За ублажување на ценовниот шок, освен намалување на акцизите, владата го спушти и ДДВ-то на горивата од 18 на 10%. Мерките беа во сила до средината на јуни. Мартин Арсов, Сител телевизија. Почна шпицот на туристичката сезона, Охрид го имаше првиот полн викенд. Нина Ритоновска. Охрид го живее шпицот на туристичката сезона. Градот е полн со гости од сите краеви ширум светот. Исполнети се плажите долж Охридското езеро, угостителските објекти, терасите и кафулињата, а раздвиженост има и низ чаршијата и стариот дел од градот. Јас сум од Турција, се ми се допаѓа тука. Добро е езерото, погледот, црквите, тврдината, се е добро. Му препорачувам на секој на 2-3 дена да дојде тука. На одмор сум во Охрид, многу ми се допаѓа езерото и водата се е многу чисто. Свети Наум е прекрасно, препорачувам на секој да дојде тука на одмор. Родена сум во Полска, живеам во Франција. Сега само што пристигнав, мислам дека е убаво. Од она што го видов моментално, многу ми се допаѓа. Се спуштив со параглайдинг, беше многу забавно. Има интересна понуда. За прв пат сум во Охрид и за прв пат во Македонија. И оваа сезона карактеристично е тоа што најголем дел од посетителите се транзитни или со краток престој од само неколку денови. Со оглед на тоа дека градот се полни со туристи и имат поголема побарувачка периодов, можам да кажам, на сместување, задоволни сме како и ланска година, така и ова.
претежно туристиве сместување го барат од 3 до 5 дена, имат некои што барат и од 8 до 10 дена, али ретки се тие, претежно можам да кажам од 3 до 5 дена или за викенди. Прогнозите на туристичките работници се целосна исполнетост на капацитетите на брегот на езерото до крајот на август, но и продолжена летна сезона до почетокот на месец октомври. Нина Ритоновска, Сител телевизија. По продолжение блок